Во текот на изминатото деноноќие во Србија се регистрирани 1578 нови случаи на коронавирусот, но починало и 21 лице. Од почетокот на пандемијата во државата се регистрирани вкупно 374.111 заразени лица, а починале 3.771 пациент, со што процентот на смртност изнесува 1,01%. Во Србија во последните 24 часа се направени 9040 тестови, а вкупно досега близу 2,5 милиони. На болничко лекување се 5214 заболени, додека на респиратор се 182 пациенти. Судот во Русија му изрече казна на опозиционерот Алексеј Навални, мерка притвор во траење од 30 дена, јавува агенција Анадолија. Во судницата на полициската станица во московски Химки вчера е одржано рочиштето на Алексеј Навални, кој руското обвинителство го товари за повеќекратно кршење на условната слобода, што му изречено на 29 декември. Адвокатот негов на социјалните мрежи соопшти дека судот го прогласил Навални за виновен и дека му одредил притвор до 15 февруари. Првиот месец од администрацијата на новиот американски претседател Џозеф Бајден би можел да биде најсмртоносниот период во епидемијата на коронавирусот во САД, предупредува една од неговите највисоки функционерки. Рошел Валенски, која е номинирана за директорка на Центарот за контрола и превенција на болестите, очекува дека до средината на февруари бројот на починатите во САД од последиците кои што ги предизвикува болеста COVID-19 ќе се зголеми на 500.000. Тоа би представувало раст од околу 100.000 за само неколку седмици, имајќи предвид дека бројот на потврдените смртни случаи во понеделникот беше малку помало 400.000. До средината на февруари очекуваме половина милион смртни случаи во земјата, изјави Валески во емисијата Face the Nation, емитувана на телевизиската мрежа NBC во неделата.